Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Одбележана 19 годишнината од загинувањето на 10 прилепски бранители кај Карпалак. Дивата сеча речиси е секојдневие на шара. Проблеми во водоснабдувањето во Фалише поради две оштетувања на системот. Со панихида и положување цвеќе во местноста Карпалак денес се одбележа 19 годишнината од загинувањето на 10 прилепски бранители. Лицата кои го преживеа нападот и бранителите и годинава се пожалија дека се уште нема достојно одбележје во знак на почит на загинатите. 19 годишнината од загинувањето на 10 прилепски бранители кај Карпалак се одбележа со панихида и положување цвеќе пред спомен плочата поставена на банкината на автопатот Скопје-Тетово. Почит им одадоа делегации на Министерството за одбрана и армијата, кабинетот на председателот, владини представници, Прилепската локална самоуправа, политичката партија ВМРО-ДПМН, семејствата на загинатите, Сдруженија на бранители како и граѓански организации. Бранителите и лицата кои го преживеа нападот и годинава се пожалија дека се уште нема достојно обележје во знак на почит на загинатите, како и дека државата ги заборавила луѓето кои ја бранеа земјата. И денеска цвеќето, свежо, кое беше положено во нивна чест, го положивме на банкината, што не може да биде понедостоинствено да се од било кога. Удруженијето Карпалак од 118 души, 10 загинаја, 108 останаја, да не речам ни 50% не се реализирани вработувања. Здравствени проблеми можете да замислите покрај ова случка што доживеа државата многу малце презади. Од одборот на бранители бараат одбележувањето на денот да биде подостојно. Оваа година, како и прошлата, ни еден не кажа по овој збор зошто се дојде овде и што е тоа што денес одбележуваме. Мислам дека Министерството за одбрана ќе смогне сили да подостоинствено ова го чествува, а на бранителите да им го даде местото кое што им е за кое што се заслужни. На 8 август 2001 година 10 резервисти на македонските безбедносни сили беа убиени во заседа кај местноста Карпалак, а тројца ранети, кога конвојот од Прилепската касарна се движел кон Тетово. Шара нуди многу природни убавини, како за домашните, така и за странските туристи. Но тие природни убавини често пати се жртва на организирано уништување. Дивата сеча и пустошењето на шумите на Шара е секојдневие. Од планинарскиот клуб Љуботен велат дека постојано упатуваат апели до надлежните, со цел ситуацијата да се стави под контрола. Дивата сеча речиси е секојдневие на Шара. Неконтролираното пустошење веќе долг период е застапено на тоа подрачје, за кое се инсистира да биде прогласено за национален парк. Неодамна во јавноста се појавија фотографии од лешница на кои се гледа сечење на дрвја, но од планинарскиот клуб Љуботен објаснија за што се работи. Во врска со сечата која што се случува на лешница, тоа е официјална сеча, не е официјална сеча затоа што треба се речи шумата не. Туку во текот на зимскиот период, не знам јас кога, нели, водиме често во еден дел од зимскиот период, од силен ветер и нанос на дрвета на снег кој што имало, една огромна површина која што се наоѓа на средна Карапа, која што гледа кон страната на плат, дрвата се изрушени. Значи тоа се испокршени дрво, тоа е огромна површина. Не знам во кубни метри тоа колку да го представам. Некаде се зборуваат со шумарите горе кога разговаравме дека околу 1000 кубни метри. Така да тоа е шума која што е испопадната, нели? И сега таа шума е ред да се расчисти, да се исече. И тоа е причината зошто на лешница има толку дрва извадено на сред лешница. Тоа е единственото место каде што шумариве може да функционираат и да работат, затоа што е стрмно непристапен терен. Го видовме тоа, така да тоа е во врска со она што на лешница се случува. За остатокот од планината, од Љуботен вела дека се одвива организирана гола сеча, која е навистина лош призор. Тие постојано апелираат до надлежните овој проблем конечно да се реши.
За разлика од Лешница, на цел другиот дел од Шарпањана се случува дива сеча која што пак можам да кажам дека не е од локалното население, туку е од организирана сеча затоа што е гола сеча, не е тоа сеча, нели, тука дрво, па внимаваме, па каде дрво, па, нели, тоа локалното население го прави, затоа што има и своји имоти се, но е гола сеча која што е страшна за гледање. Исто така од туристичка гледна точка не е во ред тоа што се случува, затоа што тие сечи се случуваат на патеките, планинските патеки кои што ги имаме на Шара и буквално вдолж таа патека лево-десно има сеча, што воопшто не е пријатно за туристите кои ќе, нели, се од една страна сакаме да привлечеме туристи, гости кои што тука ќе остават, нели, финансии, средства кои што, нели, треба да живееме и да одиме парнатаму, да имаме реклама надвор за да доаѓаат повеќе. Ние тоа не можеме да го добиеме во следниве години затоа што Шара е баш вдолж тие патеки кои што беа интимни патеки, мали патеки, се сече дрва, се отвараат патишта, буквално патишта се отвараат со багер, кои се потребите не знам. Нели, од една страна викаат дека заради шумското, од друга страна заради пасишта, кои да знае приватни отвараат патишта, така да тоа е нешто што е доста хаотично на Шара и е еден момент кој што е негативен и кој што негативно ќе влијае на туристите. Сето убавина имаме, се имаме што имаме, но за да се дојде до таа убавина, треба да еден дел од патиките да ги поминеш, така да не е пријатно воопшто. Доколку Шара се прогласи за национален парк, од планинарскиот клуб Љуботен велат дека се надеваат од и целата оваа ситуација ќе се доведе во ред. Додаваат дека ќе биде потребен подолг период за природата да се обнови. Со проблеми во водоснабдувањето се соочуваат дел од жителите на село Фалише подолг период. Од регионалната единица на водовод и канализација Тетово велат дека тоа е поради две последователни оштетувања на системот. Дел од жителите на село Фалише се соочуваат со проблеми во водоснабдувањето. Тие кои што немаат сопствен хидрофор веќе подолг период немаат вода за пиење во нивните домови, па мора да купуваат или да полнат во шишиња од чешмите на куќите во кои имаат. Колку време немате вода и како? Месец дана капка не ми протекло. Како се снаоѓате? Вода е од овде, носим, а седим онамо. Тоа. Шишиња, тубе овја од пием вода купечка. 6 тубе имам до сега земена. Сама, па се снаоѓам. А фамилија си? Како? Од регионалната единица на водовод и канализација Тетово велат дека проблемите се поради два последователни оштетувања на водоснабдителниот систем за селата Фалише и Сарачино. Два пати имавме оштетувања. Првично оштетување настана од компанијата за гасификација на делот над Фалише и вториот дел ни беше во делот на приодржување на пругите во потегот покрај пругата во кај наплатната рампа атмосферска, што ја викаме ми. Значи, узастопно една позади друга, во размакот од 2 недели имавме така, мислам, дефектите не настанува. Освен дефектите, проблем представува и големата потрошувачка на вода, особено во летниот период, поради што во системот нема доволно притисок за да се наполни. Се соочивме со проблем кој што се вика лето и потрошувачка огромна и не успеваше системот да се надополни. Не дека немаја вода. Тие имаја вода, меѓутоа не можеше да се створи притисок, односно количински да се створи притисок кај нив. За да се наполни самиот систем треба време. И треба да се очекува. Тоа е негде колку најмалку во секојаш се случува тоа, негде колку во 10 дена најмалку трае надополнување на таквите системи за да може да добие. Инаку изминативе денови поради два поголеми дефекти на водоводната мрежа во делови на Тетово немаше вода. Истите се санирани со што водоснабдувањето во градот е нормализирано. 10 женски лица и сопственик на угостителски објект во село Добридол се лишени од слобода поради основано сомнение за извршено кривично дело трговија со луѓе. Вработен во пошта заработи кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување и злоупотреба на лични податоци.
Ноќеска 15 минути по полноќ до 2 часот од страна на инспектори од надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар, врз основа на писмена наредба од судија по претходна постапка бил извршен претрес во угостителски објекти и други помошни простории, сопственост на 46 годишник од село Добридол, поради основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Според информациите на МВР, при извршениот претрес во угостителскиот објект биле затекнати 10 женски лица на возраст од 21 до 39 години, од кои 3 се државјанки на Република Северна Македонија, 6 се државјанки од Република Албанија и 1 е од Косово, кои заедно со сопственикот на угостителскиот објект биле лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар поради основано сомнение за извршено кривично дело трговија со луѓе. Против лицата по завршувањето на постапката ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, информираат од МВР. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 32 годишникот Тетовско поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување и злоупотреба на лични податоци. Пријавениот вработен во Македонска пошта ја злоупотребил службената положба и овластување, така што во временскиот период од јануари до 28 април 2020 извршил неовластено присвојување на парични средства во негова корист од трансакцијска сметка на клиент, примател на пензија. Имено пријавениот секојдневно реализирал исплата и уплата од трансакцијска сметка со цел да го покрие недостатокот во благајната, со што извршил злоупотреба на трансакцијска сметка сопственост на оштетената и го извршил и кривичното дело злоупотреба на лични податоци. При извршената контрола од страна на инспектори при АД Пошта било констатирано дека пријавениот имал недостаток во благајната од 83